Советот за радиодифузија го донесе правилникот за контрола на медиумите за време на изборната кампања, но како да го контролираме Facebook? Партиските штабови веќе започнаа кампања на најпопуларната социјална мрежа, каде што пенетрираат над 800.000 македонци. Законски во земјава нема алатка за следење на евентуалните прекршувања на законот за водење кампања преку социјалните медиуми. Па така најверојатно се ќе биде оставено на совеста на партиите. Но доколку го земеме фактот дека за време на претседателските избори, токму кампањите на социјалните мрежи беа најзаслужни што Обама седна на претседателското столче, влијанието на Facebook до 5 јуни не треба да го занемаруваме. Во САД, на пример, кампањите на претседателските избори се контролирале преку специјално формирана група на интелектуалци во Флорида, кои што вршеле мониторинг и ги нагласувале прекршоците и лагите на кандидатите. Ерик Браун, консултант за дигитализација на медиумите, смета дека тоа се покажало како одличен метод. Кога беа претседателските избори во Соединетите Американски држави, односно кога Обама беше избран за претседател, една група од Флорида организираше мониторинг на вистината и тие всушност мониторираа се што се постираше на Facebook групите, но и на сите медиуми во САД, и ти организира група од кои во најголем број академски, но навистина независни луѓе, кои што следеа се што беше искажано од страна на политичарите на рекламите и на социјалните мрежи, и на нивната група и веб страни, маркираа се она што беше погрешно и навредливо. Браун советува и во Македонија да се примени ваков мониторинг со цел да се спречат евентуални злоупотреби на социјалните мрежи како Facebook и YouTube за време на изборната кампања. Тоа беше навистина ефективно. И вие ќе се соочите со тоа. Јас интернетот го нарекувам понекогаш спинтернет, бидејќи таму луѓето често ја спинираат искажаната вистина. Тоа нешто го гледаме од страна на владите и државните компании на интернет се повеќе и повеќе. Во Русија, за тие цели ја имате телевизијата Русија денес, која што доколку ја погледнете сопственоста, ќе забележите каква агенда има таа телевизија. Исто и со иранската телевизија Прес ТВ, која е ирански спин на државата. Сепак, и пред официјалниот почеток на изборната кампања, социјалните медиуми се преполни со навредливи видеа, фотографии и постови за политичарите, а можеби и веќе доцна за спречување на негативните кампањи. Македонија во повеќе наврати докажа дека не може да и контролира девијантните појави кои што се организираат низ социјалните мрежи. Најсвеж е примерот со изградбата на црквата на Кале, кога токму преку Facebook младите се организира и договорија крвава меѓуетничка пресметка на Скопската тврдина. Реакцијата на полицијата едноставно беше задоцнета.